Добродојдовте во уште едно издание на емисијата Серги Реинвентит. Денеска ќе погледнете во индустријата за убавина. Баравте моливи за очи и тековен тренд. Во мода ќе го пројдеме скопскиот моден викенд или модните настани што се случуваат тука кај нас. Во модна катастрофа ќе видиме нормално модни катастрофи. Во плакарот на Кека ќе видиме како Кека ќе се дотера и за крај ќе одговорам на вашите прашања. Останете. Добродојдовте во индустријата за убавина. Денеска ќе разговараме за креони или моливи за исцртување на очи. Повторно, на ваше барање морав да роварам и по драгстор производи и по ексклузивни производи за да најдам тоа што мислам дека е добро и да ви го препорачам она што сметам дека е најдобро во овој случај. А при тоа да го запазиме и тековниот тренд, заради тоа што колорот во шминката во ова лето ќе биде многу ин, така да секогаш ќе ви се најде освен црн молив што баравте, да ви препорачам добар, што исцртува добро очи, на моја препорака ќе ви понудам и некои моливи што се во колор, односно зеленикаво или азурно. Сега, од драгстор производите, тука јас имам два молива на брендот Essence. Сите овие производи од драгстор варијантите беше нешто што според мене е најдобро. Одлично отцртуваат, се масни овие на Essence и многу лесно може да ги блендате или да ги сенчате со четка, освен што може да извлечете перфектна линија на вашиот капак. Ако користите сунгерче или четка, можете да го сенчате вашето око. Имаат и двете во нив малку светлуцав пигмент. Колку се трајни, трајноста на моливот или на шминката генерално многу зависи и од подлогата на вашето лице. Следно, имам црн кокав креон за очи на брендот Wet n Wild. Перфектно отцртува, одличен е, не е премасен да се размачкува, меѓутоа не е ни пресув. Одлично се извлекува таа ајлајнер линија. Одличен и апсолутно вреди за средствата. Следно што имам во рацете е брендот Trended Up или на бренд на DM, таму и ги купив и морам да ви кажам дека беа толку пристапни во цената да не ни размислував дека може да се до толку квалитетни. Црниот молив е апсолутно фантастичен. Не треба ни да притискате колку убаво го испушта тој црн пигмент. Може да се користи и на надворешната и на водената линија и исто така одлично се бленда и со четка. Можете да направите и шпиц на окото ако не сте спретни со ајлајнер. Посебно се одушевив исто така од зелената варијанта, азурната. Дури го има оној малку сјаен момент, меѓутоа одлично исцртува, дури и го бои целото око, можете да го боите со ова моливче. Така да од срце ви ги препорачувам од драгстор производите овие два. Тука најдов една многу интересна боја на брендот She. Оваа боја е многу ин, значи нека пастелно плава, која што исто така од толку малку моливче одлично се нанесува и одлично се размачкува, значи дека има одличен пигмент во себе. Зошто ви ги покажувам зелените и плавите? Заради тоа што тие ќе бидат ин и се тренд ова лето да ги имате на вашето око како дел од вашата шминка. Така да, мој предлог за летно време секогаш да имате моливче во боја, барем ова лето или ова пролет, дали ќе е тоа на азурно, на тиркизно или на плаво, секогаш ќе ви даде еден посебен моден шмек, а е мал детал во вашата шминка. Од сите овие драгстор производи, дефинитивно победниците се Trended Up во DM. Исклучително пристапна цена, со одличен квалитет, што ќе ви заврши одлична работа. Така да, тоа е од драгстор производите. Сега, од по-ексклузивни производи, ќе видиме што имаме. Од по-ексклузивни производи, односно парфюмериски, овие производи можете да ги најдете во парфюмериите на Fabu и во хотелот Marriott и во City Mall и во Eastgate. Имам неколку брендови.
ќе ви го кажам моето искуство заради тоа што не само сега и долгорочно имам искуство со истите. Прво тука држам во раката два молива исцртувачи за очи на Dior. Едниот е црн, а другиот е црвен. Може да се користат нормални и црвени моливи за очи, не дека само мора да се црни исто како плави и зелени. Водоотпорни се. Диорот, црниот, да ви кажам, драги гледачи, пресув, не ја отцртува таа линија толку добро. Мислам, треба да се мачите за да исцртате линија. Црвениот многу подобра структура има, не ми е ни мене јасно зошто, веројатно можеби заради пигментот. Добра работа кај Dior моливите што го сакам јас ова како сунгерче, четче што го имаат на крајот, заради тоа што тоа е и целта, одреден дел од окото, ако сакате со обратната страна да го засенчат. Така да Diorот црвениот да, црниот апсолутно не ме одушевува. Тука имам молив плав на Estée Lauder. Одлична плава, доволно е масен, не е премасен да се замачкува, меѓутоа е доволно пигментиран за убаво да ја извлече таа линија на вашето око. Ако сакате да е поинтензивен, треба да притиснете нормално и морам да исто го има четчето на крај за блендинг или за сенчање и морам да потенцирам дека е од линијата Double Wear, што значи дека се овие трајни и ги има во огромна палета, во огромен колор. Јас го земав овој така наречен тенџере плаво што го гледате на видеото. Сега, тука ми остануваат два црни креони исцртувачи, едниот е на MAC, едниот е на Lancome. Имам уште еден на MAC, зелен, што го користев при шминкањето на Марија, на водената линија и на под очниот капак и како што може да видите одлично стои и друга свежина дава. Многу ми се допадна моливот на MAC, буквално работи како пола молив, пола масна сенка. Доволно е прецизен, доволно нанесува колор, може да го бирате интензитетот по ваша желба, сакате да е појака водената линија или надворешната линија или и горната. Меѓутоа јас ви предлагам да некогаш играте и со горна и со долна линија во колор. Така да мековиот молив во боја е одличен. Сега, остануваат на крај овие два, што се мои фаворити. Тука имам MAC црн креон со исто така исклучително пигментиран, масен, ја влече линијата одлично и е траен. Од друга страна, тука го имам моливот на Lancome. Многу е поцрн и е многу по-пигментиран. Ако збориме за трајност, кој повеќе трае, мекот дефинитивно не можете да го размачкате. Нема шанси. Како ќе извлечете линијата, моментално се суши и се фиксира за вашето око. Така да ако ви е за трајност и сакате да извлечете линија, ви го препорачувам мекот. Кој што е при тоа, повторувам, одличен е у било која варијанта. Моливот на Lancome е мојот ултимативен фаворит. Овој молив вреди за средствата. Јас веројатно имам потрошено еден камион од црните креони на Lancome, заради тоа што со нив сум можел да направам се што сум замислил. Сум можел да влечам и водена линија, сум можел да влечам и очен капак, сум можел да сенчам, да го мешам, да го блендам со сенки. Апсолутно е еден производ кој можете да го модулирате во вашата шминка како и да посакате. Така да, од срце, од овие по-ексклузивни производи, ви го препорачувам моливот на Lancome. Во индустријата за убавина, за денеска од мене толку. Се гледаме во мода. Се случи македонскиот Fashion Weekend или македонската модна недела крстена овој пат, Скопје Fashion Festival. Сега. Прво, во моментов кога оваа емисија е снимана, се што имав достапно од материјалите што беа онлайн, ќе ги видите, нека колекции уште не беа постирани
заклучно со денеска, така да за нив понатака. Како што минатата емисија бев шокиран од евровизискиот настап во Ратрак дискотеката у Маврово, така сум повторно и шокиран и изненаден од македонскиот Скопје, односно фешн фестивал. Исто имам голема критика спрема организаторите. Ајде да почнеме прво со нив. Организирано е у Скопје Сити Мол. Супер, Сити Мол излегол во пресрет на млади дизајнери. Не знам дали е до Сити Мол, не знам дали е до организацијскиот тим, меѓутоа да се потрудеа малку повеќе околу настанот каде ќе се случува. Настанот се случува во ходник, драги гледачи, со врата за евакуација. Тука проаѓаат манекени, гостите се од една страна. Значи станува збор за Сити Мол кој што располага со простор и може да обезбеди соодветно таа сцена да изгледа. Или на крајот од денот, тој зид каде што проаѓаат овие манекенки во тие алишта, можете да го покриете со некаква си фолија, некој зид, да испринтате, да иштампате нешто, да не ги гледаме вратите за евакуација и тоалетните врати или какви да се врати каде што не знаете што ќе искочи, дали нешто ќе ве нападне или ќе ве повлече. Станува збор за модна недела. Притоа гостите се клакнати каде што се клакнати, а невестава ја извади ја на крај. Еве овие врати ја невестата. Каков моден дизајн беше тоа? Чека да видам невестата. Не ми беше јасен тој момент со дечково на завршна ревија како невеста облечен бел шорц, бела мајца. Притоа дечкото е атрактивен, го познавам, го знам Инстаграм профилот. Не се избрукал он, само се избрукал што излегол на моден настан, значи на фешн фестивал, облечен во шорцеви како да требало у Пештани да претрча преку езеро да купи сладолед или ако ме врукина да купи да се врати на плажа. Тоа не е мода. Си изнагледав безвезни фустани, си изнагледав креации без идеја, си изнагледав модели колку чисто да се пополни бројот, си изнагледав лоша организација и се изнагледав лоша реализација и од страна на Сити Мол и од организацијскиот тим и од дизајнерите немање идеја и да не се биде креативен. Една добра работа беше во целиот тој Fashion Week што имаше одлични мејкап артисти и сите девојки изгледа одлично. Значи сакам тука да ги имам едно кратко видео, работеле и Калтрина, и Дадар, и Зоки Шурбевски, да ги поздравам сите. Они се секако искусни, си ја сакаат работата што ја работат. Направиле фантастични изгледи. Нема тука никаква екстраваганца во шминката, меѓутоа се одлично изработени со одлични коси и користени се одлични производи. Ова е најдоброто нешто што се случи на таа модна недела. Ајде да погледнеме неколку фотографии. Кај ми тоа? Кој звони? Кај е? Кој е? Сонја Тарчуловска. Ало! Во бело, ја стојам покрај него, мили бело, во бело, кријам солзи испод бело, бело, во бело, срце црно жали за тебе. Па во бело. Да. Не можем да го Што тука има концепт? Ајде, да речеме дека јас грешам. Кога некој вади колекција, дали колекцијата треба да има целина? Дали колекцијата треба да има тема? Што е тука темата? Што е тука темата? Пештани? Што е темата тука? Прво, дечкото што го вадат на крај. Као, нели, последното модно издание треба да е спектакуларното нешто, врвот од креацијата. Дечкото у бермуди, у бела кошла, што е со кондурчињава него? Што е со кондурчињата? Зошто? Тука не е он крив. Него му е работа да облече тоа што ќе го облече. Што е со кондурчињата? Ја прашам дизајнерката, што е со кондурчињата и со изгледов пештани? Второ, тие до него, не знам дали се модели или се гости.
исто во бело, некои чудни аутфити, да, дизајнерката е у средина, гордо позира, горда на колекцијата, претпоставам дека прегорда на тие шорцеви, веројатно цела Охрид ќе биде летоска препладен во нив. А од друга страна имаме полубизнис некој изглед, па има некој црвен фустан со шешир, елегантно. Како стасавме од елегантни фустани до машки шорцеви и бела кошула, што може да и се негови си ги земало дома, со се неговите кондурчиња. Кој е тука концептот? Која е тука поентата за ова, не јас. Ај, ке речете, јас претерувам или мене не ми е интересно, мене де факто не ми е интересно, меѓутоа, која е поентата некој да сака да побара од ова парче и да рече, ова ми остави впечаток, сакам да го имам овој фустан. Кој? Вујна ти, мајка ти, сестра ти, другарките, пријателките, тие околу тебе што ти викаат многу е добро. Па на тоа ќе се седе све. Таа колекција е апсолутно непрофитабилна и паѓа у вода. Следно. КТН. Три сестри, три судбини. Океј, зборував во меѓу првите емисии за македонски дизајнери. Нивната кампања и фотографија ми се видат стварно како што треба. Меѓутоа, на модната недела многу ме разочара. Многу. Со хурем султански материјали. Значи со сатен. Сатенот. Хуре. Чекај, хуреме. Ало. Ne demek bu? Nasıl gelir buraya? Сатенот е сензитивен материјал и не се што е од сатен е за облека. Тоа мора да знаат не само КТН, него сите треба да знаат. Друго е сатен за гардероба, за фустан, друго е сатен за одело, друго е сатен за спиење, друго е сатен за пижама, друго е сатен за неглиже, друго е сатен за перде, а да не збориме за синтетички сатени. Ова изгледаше буквално така. Единствено нешто што ми се допадна како дизајн е ова бело одело, што го гледате со таа црна машина напред, како идеја ми се допаѓа, али пошто е од сатен, целата колекција им е сатенска, затоа оваа колекција е онака мега катастрофална. Исто така. Ова не е лошо како идеја, тоа сребрено фустанче со тие ракавици, меѓутоа погледнете од страна. Модерно е уклопено со тие чевли, веројатно ова е најмодното интересно парче од целата таа колекција, која што за мене беше пребизарна. Next. Ова ми го зема вниманието многу. И ова ми се види многу интересно. Ми се види интересно прво како идеја, заради тоа што има целина и концепт, и оваа јакна овој дечко што ја носи со црвените џебови што е шарена, е совршена. Едно парче видов. Доволно ми е и гледам идеја, гледам концепт. Сега тука, ако почнам да навлагам, дали е квалитетен материјалот, каков е материјалот, каква е изработката, гледам за каков материјал станува збор, меѓутоа многу повеќе тука ја ценам идејата, неколку се манекени, секој има своја приказка, меѓутоа има целина, целата оваа приказка што се случува во тој ходник за евакуација. Браво од мене за дизајнерот на таа линија и многу сакам да знам кој стои зад сето тоа. Сега, нормално на модната недела гостите се исто така многу битни. За во делов ги оставив тие гости што мене ми оставија впечаток. Ајде да видиме. Заради тоа што гостите се многу битни. Не смете да доаѓате дрпнати на модна недела. Немате респект према настанот. На секоја модна недела се доаѓа модно. Не се доаѓа како да сте седеле пред кооперација или не сте доаѓа како да сте тискале бурек и симитка преку ден, па сте биле на факултет, па сте оделе по чарши и сте се вееле, овде има фешн, ви кај ќе свратиме. Умирисани на ќуфтиња. Не се иде така на модна недела. Ајде да видиме како дојдоа гости што мене ми се допадна. Next. Девојката изгледа одлично, различно, добар фустан, добар блейзер, искомбиниран со патики, фора е косата, дечкото има супер фора коса, улично е стилизиран, не е толку како за модна недела, меѓутоа им е различен, е посебен. Next. Одлични сте. Одлична е госпогата во црниот капут, многу елегантно, многу префинето издание.
Одличен мејкап, одлична коса, одличен е тој детал што го носи на себе, а девојчето до нејза треба да се потруди заради тоа што ова е како за у парк. Фантастични се двајцата. Ова сакам да видам. Фантастични се. Секоја чест и за момчето и за девојчето. Девојката одлично го искомбинирала колорот, тоа тенџере плава што ја викам јас боја со фармерки, со супер кул пинк чевли, има детал на ракавот, дечкото изгледа скроз како рок звезда, одлична му е косата, супер му стои скини джинсот. Ова е момент кога проаѓа скини джинс, одлична јакна, одлична му е торбата, браво. Next. Топ. Одлични се и двајцата. Одлични. Он е супер му е, он може да изгледа и досадно ако го нема тој детал на себе како некоја торбичка, а за на девојката капутот, ташната, чизмите, косата, целиот стајлинг, фул, браво, скроз светски. Next. Еве, истата. Многу ми се допадна нејзиниот изглед. Тука е со другарка сликана, исто и она изгледа прекул. Меѓутоа, дефинитивно вниманието го зема девојката со тој лилаков кожен капут. Еве го моментот. Значи, девојчето е пресладко, прекјут, одлично е. Хаљинче ли е? Не. Горно со долно. Сукниче е со горен дел. Сукња со елек и бела кошула има и има црвени чевли доле, убава шминка, црвен кармин, убава уредно почишана коса и она стварно изгледа добро. Дечкото до неа досадно изгледа. Не е за на модна недела. Каде на модна недела? Вака не. Не мора ни вака ако тоа не си ти. Нормално. Меѓутоа, мислам дека кога си во друштво на волку убава девојка која се дотерала, само го расипуваш нејзиното појавување. Мислам дека сепак треба некако да се ускладите. Next. Браво за овој пар. Одлична е девојката со одлична коса. Јас многу ја сакам таа фризура, знаете. Супер е искомбинирана. Супери се патиките. Кошулата, што иде дечкото до нејза, одлична му е косата, многу модерна боја на оверсайз капут, одлична е ташната, фармерките изгледаат супер двајцата. Браво, свака част. Next. Имам тука уште еден пар, девојката изгледа одлично, многу модерна боја на коса, многу интересно стои односно кај нејза. Супер ја направила модната комбинација, тој е некој минимализам, меѓутоа со таа боја на коса добива еден акцент на да биде многу интересна. Дечко до неа во некое тегето дело, окей што е у тегето дело, боле да е у тегето дело неколи да е како и да е. Next. Еве девојката, има и капут овдека сликана во публика, баш ми е драго што вакви ликови седат у прв ред, одлично изгледа. Next. Драги гледачи, браво, свака част. Значи, ја не знам кој е овој дечко, прв пат го гледам овој лик, меѓутоа вака се доаѓа на модна недела. Ако вие ќе речете носи пижами, не се тоа пижами. Тоа е тоа што у моментот е тренд, е ин. И он дошол соодветно на модна недела. Дефинитивно од гостите е мој фаворит. Многу сакам да знам кој е, многу сакам да знам што облекол, заради тоа што ми остави од сите гости најголем впечаток и браво за него. Некој звони. Ало. Еј, не ај се бендисува. Next, леле, еве, Мис 89-та автошкола, камионџи, Северина шипееше газ. Она тамо снимала, она тамо правила прилози, се веела 3 дена. Била и манекенка, ја видов како шета на ривија, значи тоа е катастрофа. Али ајде да не бидам до толку брутален, мада ако продолжи да изгледа катастрофално, ќе бидам онака стварно мега брутален, меѓутоа гледам дека се труди, знам дека ме гледа и ме слуша, гледам дека се труди, а секој кога се труди, ја го почитувам. А плюс што го почитувам, ова ми се допаѓа.
Вака треба да изгледа. А не оние халинчиња некако украдени, па стајани на вриење, на перење, па шринкнати, смалени, на неа натегнати, а позади неа хук. Не, одлично изгледа и вака треба да изгледа почесто. Имаме следно. Одлично средена коса, одличен мејкап. Тука е моментот кроп топ со оверсайз блейзер. Браво. Next. Браво. Прекул, префора, одлично почишана коса, одлична боја, одличен мејкап. Има наметнато кожна јакна чинам на себе и дефинитивно одзема внимание таа обетка која го надополнува целиот тој моден изглед. Браво за девојчето кој да е. Next. Настегам си, правим хаос. Ама добро го направила тоа. Еве, full leather. Али добро изгледа, барем на фотографијата, не знам за живо, повторно коментирам од тоа што го гледам. Одлично минимално средена коса, мејкапот е сосема окей, модните парчиња сама на себе кожни ги искомбинирала одлично, се наметнала со кожен мантил и кожен капут, како и да е. Не гледам надоле што носи, така да ова е уште еден од моите фаворити во одделот од гостите. Сега, со гостите и со тоа што имав прилика да видам од дизајнери, го кажав моето мислење. Сега одиме во модни катастрофи на истата тема, модна недела. Ова беше му критика, сега одиме во катастрофи. И добре дојдовте во делот за модни катастрофи, каде ќе видиме што имаше крш парада од гости на модната недела. Гости кои залутале, не знаат кај отиш. Може да се вееле по ден, по буреци, по факултети, јаделе, тискале симитки, шо и да е. Може да се шетале по сити мол, али завршиле на модна недела. Ајде да видиме кој заврши како не треба на модниот викенд, како гости. Евеки. Од администрација. Директ. После работа, они у костимите, и тоа лоши костими за на работа, мислам натутка ногавицава, лоши костими за на работа, нема. Они како биле клакнати на работа, со ташните, со кондурчињата, која у бело сако, која у црно, која у костимче, они се клакнале на модна недела. Вака не се оди, вака се оди на работа. Толку. Next. Еве ги. Повторно. Администрација, втор дел. Натуткани, натискани. Ова е за во секоја варијанта лош. Таман ја пофалив. Таман ја пофалив. Jumpsuit, да, модерен. А шо е тука со кондурчињата? Или е качена на ние штиклички, нека што сака хук да грабне, или тука се ставило некој кондурчиња со jumpsuit. Jumpsuitот не е лош сам по себе, кај не е за ова нешто стои катастрофално. Што има на струкбе? Ти, Никола, каеш ли вржала? Вржала, каеш, драги гледачи. Локнеста коса на jumpsuit Texas, не. Агресивен мејкап на jumpsuit, не. И ваква како се врештена со микрофонот, со снимателот она се сликала, како јас сега со Били да отидам на модна недела. Ама Били ако се дотера, јас сум го видел Били дотера. Лептир маш на оделце, цак, цак, пиц, пецо знае да се направи. Остан тука што седи дрпнат. Next! Еве, она е у истата поза. Само како да го снимало снимателот од низе. Како Никола мене што ми прави ме има, така да она е исто јаукната, само снимателот го нема до незе, она е со микрофонот, клакната е у истото позиче, ова е омилено позиче. Мислам дека знам кој ја учи вака да седи, демек, тоа е таа водителска фейк поза од времето представителна со гротескна насмевка, косата од една страна, а микрофонот овде го држи, значи прво нема потреба, и таа е таа класична водителска поза, еде така. Не. Тутка. Овој му е гајле. Но овој му е апсолутно гајле. И ја шо ќе кажем. И мајка му шо ќе каже. И татко му, и братучетките, и девојките, и другарите. Ајде.
Молим! That's all. Не ми е добро. Затоа си ставив овакво, да? Не може желудник да трпи. Ајде, чекај. Видите ги. Видете ги. Девојката од црниот фустан, што има тука цвеќиња или миле? Тоа ли? Чизмичките ја пресекуваат ногата и фигурата. Таа до неизе бела комбинација, бела чизма, ама овој пат има црно ташниче да разбие. Што ќе разбие? Круза! Таа до нив, драги гледачи. Значи, колко е дрпната. Оваја е како при евакуација. Не, она е како да била спремна со коса и со мејкап, па се случила некоја евакуација, некоја елементарна непогода, па она останала така искината, дрпната на едно рамо, со таа мајца полупродзена, утуткана, а доле има бели чизми, драги гледачи. Значи, овој никога ќе ме умре, така да, ова е ужас онака. Next. Девојката со белиот шешир, со белото сако е одлично. Одлично е бојата на панталоните и многу ми се свигаат пурпурните чевли. Носи ташниче Жак Мус. Ако добро гледам, дај ми го ташничето, Джени. Фейк. Фейк. Моделот е супер. Оригиналот е Жак Мус. Ова е фейк. Фора се тие мали ташнички. Нема потреба. Апсолутно нема потреба. Имам ми напрашање како знаете, како знам дека е нешто фейк. Друг пат ќе ви раскажам, сега немам време. Знам. А еве, у Париз беше ли до неизе со беретката? Никола? Беше ли он у Париз? Направи модни комбинации? Не беше. Никола вика не била, ама во моментот во кога ја снимаме ние можеби емисијава, додека вие ја гледате, можеби она ќе отиде у Париз и ќе освои светската метропола. Пошто она е толку обседната со тие French beret да ја клакне на страна и при тоа, она ми е мене крајно симпатична. Значи не знам зошто, иако е модна катастрофа, она мене ми е симпатична во нејзината модна катастрофалност. И може би заради тоа и е посебна, меѓутоа да се декларира себе си како фешн инфлуенсер. Со таа беретка капутот е добар, ташната не е лоша, меѓутоа чизмичките ја сечат фигурата, премногу дречи колорот на неизе, за разлика од кај другарка и каде што има некаква си приказка, едва чекам да видам слики од Париз. Ајде. Кукала ми мајка. Дали шо да изгризам? Дали ја да се изгризам, дали Никола да го изгризам? Не знам. Не можам. Посилно од мене е. Значи, посилно. Еден камшик скршив. Евровизијата ме дотепа. Ратрак дискотека. Невеста преска у шорцеви за у Пештани да купува сладолед. Кај тргнавте двајцата? Кај тргнавте двајцата, мајко света? Ама каде тргнавте двајцата? Гледам кај сте тргнале. Што мислевте? Дечкото со кошулата упруги, оверсайз со джекетот, со фармерките, така полу тој дрпнат стрит стайл изглед проаѓа. Ја мајко црна бојане, мајко света, Исусе Христе, свете воде, пуне чаше сто Марија, оче наше, ништа ти не помаже. Значи, Бојане, ти се бавиш со мода. Зашто си и ти евакуиран? Зашто си и ти евакуиран? Со вакви тренерки се седи дома доле. Дома седиш, овакви тренерки се клакнат за спиење. Дали тебе те стресело сон нешто и ти мислеше дека треба само да натнеш бела мајца, сако елегантно, да ставиш ланче и патика и дека ти ке си фора на модна недела. Ја не гледам тука ништо фора. Јас гледам како две различни тела. Горе имаш сако мајца, доле имаш дрпната тренерка
со лоши патики и тоцкај ноđиња. Значи, катастрофа е како да си напикан у шише при тоа си се фотографирал, а се трудиш околу твојот контент на Инстаграм да изгледа, меѓутоа како си дозволи? Како си дозволи вака да отидеш на модна недела и да се само упропастиш самиот себе си? Значи, ова е најголема, тука си поголема модна катастрофа и од онаја што е автошкола 89-та. Значи, она и ти сте дефинитивно најголемите утки што може да влезат у ситимо. Една работа не ми е јасна. Ај што сте облечени повторно како за у администрација за од работа, чести исклучок чевлите плави. Веројатно доаѓате кај некој од дизајнерите или манекените или што и да е, што ви е нешто близок. Каде во свет сте виделе на модна ревија, било која модна ревија, гостите да носат букети. Со букети, тргна они. Со букети, со венци, видете ги колкави, демек лелена, мајка, љубите тетка, да ти честитаме, букети да дават. Замислете на Донателла да идете со букет на ревија, гостите што доаѓаат, или на Том Форд да отидете, или на Валентино, на Пиетро да му отидете со букет од Македонија, вака, браво! Значи како? Значи на модна ревија или на каков и да е свечен ивент не се носи букет. Ама тука што поголем букетот, па двете со букети. Јас знам дека сте горди и ви честитам ако драгите ваши имале успех, меѓутоа букет, бомбонјера, такви работи не се носат на свечен настан, исто како што не се носат куфери торби внатре со пелени, со цуцли, со штикли за пресоблакање, со хулахопки, со гаки, со Никола Фатомката, ше Никола да ви напикан уташната натре да ви искочи, со се букетот. Значи не, катастрофа, немојте да го правите ова на ниеден ивент, апропо мода или што и да, или на фестивал кога се клакнете горе со букет или се иде у прв ред. На блиските своји имате начин како да им честитате и да им го доставите цвеќето, а не на лице место. Значи тоа е не. За денеска, пошто ко сме кај букети да ми мириса фино. Мене не ми треба букет. Јас имам тука убаво миривче, Джо Малоун, имам Никола, имам зелени рукавици, имам Джени, што ме научи како да настапам како Сара Јо, она научиш, пошто она сега не ќе више како Дженифер Лопез у Хелиум, она сега сака како Сара Јо да настапи, да ги гледа чу и да пее бруи чаршије. Да, а за денеска у модни катастрофи од мене толку. Се гледаме у плакарот на Кек. Чак! Евеме пак у уште едно ново издание во плакарот на Кека. Кека нашла прекрасна плесирана сукња, прекрасна, преубава, некоја navy blue, односно navy плава или морнарско плава, како сакате крстете, преубаво, ситно плисе, јас многу ги сакам овие сукњи. На ластик е горе, можете должината да прилагодите зависност од струкот, сакате повисок, сакате понизок. Должината е идеална и не ќе да се облек као прошли од фармерките, не ќе да пукне за фармерките ги знам. И сега така со сукњава белја ме најде. Ке ја комбинирала она и преку ден ќе одела по кафиња, па ќе одела после на работа, па после ќе искачала со сукњава. Ај да видиме како ќе оди на кафе Кека со плисирана, полуелегантна сукња и како ќе изгледа. Еве, се настера, се дотера, ќе одела на кафе у плисирана сукња. Океј, сакам да ви кажам дека едно елегантно парче можете да го искомбинирате у многу варијанти. Плисираната сукња се облече свиленкаста мајца. Да ја надополни, да не биде гола, да биде изгледа добро, да изгледа кул, си стави оверсайз Texas, многу добар, си ги засука ракавите. И цела оваа комбинација, за да биде уште пофора, си ја комбинира со бели патики, стрит стайл, урбано, мега кул, мега фраерски. Тргна на кафе. А како Кека, у истава сукња, ќе оди на работа. Ајде, ќе видиме. Чао!
Ева како се дотера за на работа. Стави на оваа плесирана, кој што реков, преку сукња, стави кошула. Цветен дизајн, малку широка, со многу убав колорит на самата кошула. Многу добар крој, има кул манжетни. Ја искомбинира со браун камел ташна за на работа, да може да се стави работи за на работа, со преку колбојки чизмички, што стојат многу фраерски. Се мислеше да ви кажам, драги гледачи, дали да искомбинира оваа кошула, дали да иде со бела, можете и со било која од овие две, меѓутоа решивме дека на двајцата највеќе ни се допаѓа овој изглед. Сега, како она така искачала у сукња, мако света се по сукњава. Ајде да видиме како за искачање ќе се настега во истава сукња. Чак! Еве, спремна за искачање. Металик варијанта стави на оваа теге сукња и изгледа прекул. Понајдовме овој топ, малку дискотека 54, барала инспирација од тие Бјанка Джегер за трескале од земја ноќно време. Го најдовме ова преку горен топ, кој што прелева металик сиво накај златникаво. Ја искомбинира со сребрена мала ташничка за искачање. Мало ташници се носи, не се тегнат куфери за искачање, ако вие што искачате, па пикате внатре глупости, лебои, хуахопки, ѓубриња, тутканици, играчки за деца, цуцли и разноразни потребштини. На искачање се носи мало чантиче. Вакво. Не кеше дојду високи подпетици и најдовме префора преку металик шпиц на мала штику. Да и биде удобно, да може да денса all day, all night, да си ги клакне, да и биде удобно, да изгледа фора, да изгледа атрактивно и пред се модерно, сакајки да ја задржи истава сукња по која што препукна. Ете така, кека, вечерно излегување е ова. За све ова што ви покажав, сите парчиња што ги видовте денеска во плакаров на кека, ќе ви оставам линк во дескрипција, парче по парче. При тоа да ве подсетам дека пошто кека е побудалена по шопинг, новата колекција во Fashion Group по сите продавници е веќе пуштена. Ако имате вие некаква желба друга, да видите кека, некакво издание, пресоблечен, или имате некаква инспирација, или ако сакате да ми дадете мене некоја идеја, или ако сакате некој изглед да предложите, слободно во коментарите под видеото. Од мене и кека во плакаров за денеска толку поздрав. Добродојавте у уште едно издание у Q&A каде што поставувате прашања што ги одговарам на мојот профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Прво прашање. Како да ја извадам црната боја, фарбана со кна? Сестро, тешко, тебе, иначе шларката што треба да го направи. Кната е многу тешка, поготово ако е црна и долго време, ако си црна да се извади. Не знам која ти е целта да ја постигнеш од кој ќе извадиш, во која боја сакаш да одиш, дали е тоа браун или не знам, смеѓа или не дај Боже да сакаш да си блондинка, заради тоа што ќе треба многу долго време, ќе треба многу агресивни методи за отстранување на боја, како што се бланшеви, хидрогени, и тоа се прави чекор по чекор, полека, треба многу добар стручњак да го направи тоа. Следно. Не е прашање, молба е. Те молам, биди им стилист на сите водителки, спасени од кичарај. Не се прашувам јас на сите водителки да бидам стилист, нити можам, нити па сакам. Не е упрашање кичарај. Кичарајот е форма на уметност, ренесансна, каде што има многу елементи, меѓутоа кои се склопени и имаат целина, имаат приказка, како што е барокот, своевремено, во некој друго време. Водителките не се кичарај, модни катастрофи, бруки и утки. Next. Кои препарати би ги препорачал за нега на плава бланширана коса? Значи, за ова имам посветено цела емисија, ќе ти ја оставам емисијата тука, да го погледнеш моето мислење за блондинките и третирањето на плавите коси. Следно. Каде можеме да те видиме на Скопје? Шо ќе ме гледате? Зашо сакате да ме видите на Скопје? Не знам, ретко излегувам на 2-3 места, повеќе седам со луѓе, другари, другарки, кои ми се многу блиски.
Мислам дека за ова треба да го прашаш Никола, поише знае каде сум. Дали минимализмот во модата е уште ист? Не, ништо во модата не е исто, па дури ни минимализмот. И минимализмот претрпува своевидна реинвенција или реструктурирање, ја менува и формата, и начинот на минимализам, и самиот поим на минимализам е различен, преоѓа во една минимална модна екстраваганца. За денеска со мене Сергеј во Q&A толку. Продолжете да поставувате прашања кај мене на Инстаграм и на профилот на Сергеј Reinvented. Дел од нив ги одговарам на мојот Инстаграм профил. Одма дел ги чувам за во емисија. Поздрав! За денеска од мене толку. Доста ми е. Се гледаме за 7 дена. Следете ме на Инстаграм профилот, поставувајте прашања, се што ве интересира и на мојот и на Сергеј Reinvented. Некој звони, морам да одам, мора ми се брза. Ало!